Добар ден, добар и вреден народе на Македонија. Добро дојдовте на канал телевизија и на Диетално максимална. Спремете се, започнувам. Во претходната епизода на Диетално максимална видовме какви совети му даде Веруника на Зоран Куневски Квачка. Додека пак кандидатката Марија Коцева беше во посета на ProMedica Medical, се запозна со доктор Наташа. Во теретаната некој напорна вежба, некој колку може и сака. Денеска ќе видиме како ќе поминат извршените прегледи во ProMedica Medical центарот кој ги направи Елена Трајковска. Златко ќе се добие препораки за искрена од бубе. Секако дека дадените препораки ќе мора да се почитуваат. Ќе ви дадеме и предлог за вкусен рецепт кој може на брзина да го спремите. Нашата принцеза од народните приказни сега ќе треба да ги направи потребните прегледи. За почеток, многу ни е важна општата здравствена состојба на кандидатите. Може да си седнете, прво ќе измериме притисок. Тренерката само ќе ја соблечете и левата рака треба да биде слободна. Спуштете се, ето така. Сега може да си легнете, следно ќе правиме ЕКГ. Зглобовите на дланките и на рацете да ви се слободни и маицата догоре градниот кош да е слободен. И пулсот ви е добро. Здраво, добре дојдовте, Елена. Добро време. Јас сум доктор Наташа од ProMedica Medical Center, интерното одделение. Мило ми е што ве запознав. Мило ми и мене. Денес тука ќе направиме интернистички преглед, ќе направиме едно ехо на абдомен и ехо на тироидна жлезда. Ништо нема да е страшно, ништо не боли, ќе видите. Спремна сум. А зошто сте ми позната? Од некаде сте ми позната вие? Да, јас имам учествувано во македонските народни приказни. Од таму е најсигурно, да, со нив сите пораснавме. Да. И сега учествувате во Диетално максимално? Диетално максимално. Така и како вие? Како исхраната, како се тренинзите? Ова за мене е едно многу возбудливо искуство и со нетрпение очекувам да го видам крајниот резултат. Би сакала да се поведам себе си пред се и со ваша помош, со помошта на нашиот личен тренер и нутриционист и секојдневните вежби кои што ги правиме во теретаната Синерджи, да излезам од сето ова со едно многу побогато искуство и пред се, нели, здравието е најважно, значи да излезам како една нова личност. Па сигурна сум доколку си дисциплинирана, доколку ги следиш сите препораки, сите што ќе ти ги дадеме, сигурна сум дека ќе имаш резултати. И јас сум сигурна. Дали може сега да ти поставам некои прашања кои што ми се потребни пред да го направиме прегледот? Кажи ми дали имаш некои болки некаде, дали да ми се пожалиш, да ми се пофалиш? За сега не чувствувам болки. Добро. Но нормално подоцна во текот на вежбањето можеби ќе се јават некои воспаленија на мускулите, што е нормално. Очекувано е. Да, не сум вежбала. Прашањето ми беше дали имаш вртоглавици, пример, или болки во крстот? Не. Добро. Дали имаш болки во желудник, киселини? Не.
Нагони за повраќање, Не. надуеност на стомакот, дали чувствуваш повремена? Ми се случува да кога јадам зрнаста храна, Така. од типот на леќа, грав, грашок, да, се случува тоа, да. Тоа е до некаде физиолошки и природно е, тие влегуваат сите во групата на мешункасти плодови, при нивното варење природно се ослободуваат да речам гасови кои што ги дуваат стревата и тоа се вика метеоризам. Кажи ми дали имаш проблеми со одење по голема нужда, дали одиш редовно, дали си забележала примеси на крв или слуз во измет? Не сум забележала такво нешто. Добро, дали имаш често мокрење, печење при мокрење? Не. Добро, Елена, сега да го направиме ехото на абдомен и ехото на тироидната жлезда. Ајде. Сега ќе гледаме тироидната жлезда, главата на назад. Ми кажа дека примаш терапија за тироидната жлезда, Да, еутирокс од 75 мг. со намалена функција се. Да. Значи, ехово на тироиднава жлезда, гледаме како изгледа тироидната жлезда, кај се наоѓа тироидната жлезда, дали има цисти и чворови. Во моментов го гледам десниот лобус на жлездата, кој што е со лесно зголемени димензии и е со комплетно нехомогена структура. Најверојатно само ќе треба и антителата да ги направиш, најверојатно имаш тироидитис на Хашимото, барем така е кога ќе видиме ваква промена на ехо. Што значи тоа? Тоа е автоимуно заболување кое што може и години, децении да не даде никакви симптоми и кога веќе ќе даде, вака како тебе пациентите се со намалена функција, се во хипотиреоза и захтева потоа доживотно да прима терапија, тоест функцијата се регулира само со тоа едно таблетче наутро. Значи ништо страшно без разлика како звучи. Страшно може звучи, но не е страшно, треба само редовно пратење, тоест треба редовна ехоконтрола и редовни хормонален статус редовно да правиш. Значи ова што си го примам сега, да си продолжам да си го примам до но крај. мора да правиш редовни контроли, бидејќи еутироксот се дава според тоа колкаво ти е количеството на тироидните хормони. А според ова што го видовме, треба да се појача нивото на еутирокс? Не, ова е само изглед. Окей. Значи, како таа изгледа, тоест најверојатно си ја докажуваме причината ради која ти имаш хипотиреоза. Добро. Колку треба да се воведе од тој лек е секогаш после направени лабораториски анализи. Направи ги, ќе дојдеш на контрола, ќе видиме и ќе прецениме дали треба истата терапија. Фала, докторке. Ништо душа. Елена, иако најмлада, имаше промени на самото ехо, тоа е замастен сандром. Елена е пациентка која што прима терапија за диабет, која што прима терапија за маснотии и мислам дека причина за се тоа може би има некоја генетска предиспозиција, но најверојатно има голем удел и начинот на исхраната или намалената активност, тоест како сите на денешно време што грешат, седечкиот начин на живот. Таа е една многу пријатна личност, многу опуштена и тоа ми го пренесе и мене и воопшто немав трема ниту пак страв од некаков исход на резултатите. Како и секоја докторка, нели, таа е тука за да не советува како да живееме поубаво, поздраво. Ми кажа на кои работи да внимавам. И секако јас во иднина се надевам дека ќе ги испочитувам незините совети. Јас имам проблем со тироидата. Мојата тироида не е во функционална состојба, може да наречеме дека е мрзлива, значи не работи доволно брзо и поради тоа примам терапија. Докторката ме советуваше да одам на дополнителни прегледи да видиме зошто, која е причината за тоа. И јас ќе го направам тоа, во иднина планирам да го направам. И јас ќе си ја примам мојата постојана терапија, која што веќе ја примам за тироидата. Презадоволна сум од нашата нутриционистка Вероника Минов, која што секојдневно ни дава
одредени порции на храна кои што треба да ги внесуваме во организмот. Избалансирани јаглено-хидрати со протеини, овошје, зеленчук, салати најмногу. И тоа нели не мешање на јаглено-хидрати со протеини, кој што е многу важно, избегнување на благо, газирани сокови, течности, внесување сега за сега само вода, а може и по некоја ракијче со шопско салатиче, ама поише од една чаша не. Оста пригледот кај доктор Наташа, како што и најавивме во емисијата, да видиме како помина средбата на Златко со бубен нутриционистот. Здраво, Златко, ти си еден од нашите кандидати и според мене еден од најнадежните со максимална тежина од сите. Така, сега ме интересира, пред нели да преминеме на оној начин режим на исхрана, како да го наречеме диета, твоите навики во исхраната, што обожаваш да конзумираш, кои ти се навиките, и дали имаш храна што ја преферираш, дали мислиш дека имаш храна без која не можеш. Сега ти поставувам неколку прашања одеднаш, меѓутоа сакам да добием една целосна слика кој е Златко кога станува збор за исхраната и кои се неговите навики во самата исхрана и во начинот на конзумирање. Па навика, значи јас Како го почнуваш ден? Почнувам денот, значи нормално на работа. На работа не јадам, значи јас може да работам и 10 сати, 10 сати да не јадам ништо. Добро. Кога дојдам дома со супругата, пример седнуваме и заедно јадеме, се чекам. Значи глобала некаде јадам еднаш дневно, може да се деси некојаш 12 или 1 сат на работа да кастам нешто, или тоа е многу ретко. За да те одржи, потоа главниот оброк е со сопругата Да, дома. значи тој не е главен оброк, сега онако ќе работи од 6, ако сум дома, ќе почекам незе, нормално седиме, салата и алкохол ракијичка. Добро. Значи секогаш имаш обилна салата. Имам салата секој ден. Што е добро. Зимо лето јадам салата, нормално со ракија сега, мислам нема и проблем и без ракија да го правам тоа. И храната е претежно пржена храна, Добро. печена. И дали секогаш месо користите, Па, не дали е ви тоа секогаш месо, навиката, не е дали секогаш. често го јадете месо? Да, може речеме, неделата 2-3 пати да јадам месо. Добро, и тоа не е многу Значи кога... да, лебот може да ајде да не претерам 3-4 крички 5, мада 5 е многу, тоа не го јадам. Да, тоа ќе мора да го намалиме ти сами. Тоа може да го свесни за исфрлам, тоа, мислам дека ќе го исфрлам, Ќе тоа не го е. замениме со некој. Че мислам дека немам проблем со рестрикција на храната, со никаква. Со било Значи, каква да ти си- може да го издржам. Ти си тип на човек кој што може да Можам прифати да промена. издржам, можам да Сега издржам. уште нешто ме интересира, затоа што предпоставувам нели нормално е и човек што не јаде многу кога има еден оброк, да изеде многу Да, повеќе. многу повеќе. Од и верувам дека тоа ви е ритуал затоа што се чекате јадете Така, заедно. така. Тоа не трае 15 минути, него трае Тоа е можеби пола сат, може повеќе од повеќе. И половина може и час, затоа што е ракијичка, па мезе, па. така, Значи уживате во храната. Да. И ме интересира дали од кога завршите тој главен оброк имате нешто сладко кое што Има, ќе да. го изедете. Пошто сопругата преферира секој ден да има сладко и нормално и јас тоа се приближувам, прераснува и али во да, навика. во Тоа навика. прераснува и во навика Али и мислам кога дека немате. не ми е проблем, значи стварно да и да да- го исфрлам тоа. знаеш- Проблемот е што после јадењето идеме право, на пример, седеме, легнуваме, немаме никаква активност. Да, И тоа е крај више. Тоа е голем проблем затоа што внесувате огромен Да, број и- калории, а не ги трошите и Тоа е тие многу се јасно тоа, да. наталажуваат нели на Па телото, мислам нема дека кај затоа да одат. имам таложена тоа. Сега тука тој ритуал не би можеле многу да го измениме и тоа е добро што заедно сте со сопругата, тоа е една убавина на храната да се јаде заедно со некој друг, меѓутоа ќе ги намалиме навиките, ќе внесеме некоја нова храна, ќе внесеме некои чаеви кои што ќе го малку тој метаболизам да го убрзаат и мораме значи лебот да го исфрлиме, Ќе го исфрлиме варус. и мораме шекерите да ги исфрлиме, значи тоа благо. Твоето парче ќе го дадеш на сопругата. Нема да јадем Ивана, така ми рече барем. Да. Што ќе јадеш ти, тоа ќе јадам јас. Така барем ми Значи рече. со еден куршум, Така два две, погоди. така ќе биде изда. Јас верувам во тебе искрено да ти кажам. Мило ми е што си дел од мојот тим затоа што
а ти имаш најголемата килажа од сите останати 5 мина кои што се, и тоа е и за мене еден предизвик и верувам и за тебе, И за мене е голем и предизвик. за продукцијата, и за сите нас, и верувам дека заедно ќе успееме, ќе имаме еден многу добар Да, резултат. пошто ова ми е шанса да го направам тоа. Да останува само да се придржуваме кон тоа што заедно ќе го зацртаме, или со вежбањето и со храната, и дека ќе успееме и дека ти ќе бидеш победникот во ова шоу. Јас се искрено Боже, се ја надевам мислам. и ти посакувам. Мило ми е што си дел од тимот, те поздравувам уште еднаш, И мене, добре дојде иsto. официјално и веќе утре почнуваме со нашата мисија. Готово. Благодарам. Имаме Златко, кој што има 160 килограми и кој што е голем предизвик за нас, и баш сакав Златко да ми се падне од повеќе причини. Прво мислам дека е многу сериозен, не сака само да учествува да се појави на телевизија, него сака да постигне цел. Има цел, има волја, го гледам дека, и дека сака на вистина да ги изгуби голем дел од овие 160 килограми, и верувам дека ќе успееме во тоа. Време е за нешто вкусно. Време е за рецепт на денот. Топло е. Здраво, здраво. Мартин од Фиргуру тука. Денеска во нашава кујна е топло, затоа што секогаш во кујна се работи вредно, а и околу нас има доста апарати кои што работат и прават атмосферата да е таква. Но, како и да е, ви покажам денеска еден рецепт кој што ќе биде брз и едноставен, може би во вашата кујна да го приготвите доста брзо, а и не треба да се потите како ние тука на сет. Одиме. За денешниот рецепт ви е потребно едно авокадо, едно јајце, малку крем-сир и малку кашкавал. Сето тоа го правиме смеса од тоа, го ставаме да се испече во рерна и правиме како две лепчиња, како две банс, и после тоа ставаме пилешко и малку патлиџан. И е феноменално. Во авокадото ставаме едно јајце, ставаме две лажички убави полни крем-сир, рендаме малку кашкавал, и вредно го мечиме. Додаваме малку вегета и ги мечиме. И кога отприлика ќе е доста згмечено, земаме и ова го ставаме да се испече. Симетрија никогаш не била мој адут, но сепак да се потрудиме. Вака направената смеса ја земаме, ја ставаме во рерна и се пече 10 минути на 200 степени. Додиме. Земаме пилешкото, го сечеме на вака тенки парченце, земаме сенф и после ова пилешко го ставаме во ерфраер 10 минути. И еве ги лепчињата од авокадо, се печеат 15 минути и сега може да почнеме со финализирање на овој прекрасен, вкусен и здравствен вечер. Сега редиме малку грчки јогурт, ставаме малку домат и ставаме пилешко приготвено во ерфраер. И
ова е спремно за јадење. И вака изгледа кој прекрасен и вкусен авокадо сендвич. Уживајте! Секојдневните рутини почнаа да ми стануваат секојдневни предизвици. Сватив дека очите помагала ми го отежнуваат животот. Затоа го направи вистинскиот чикор. Лазерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија со можност за плаќање на рати. Закажете преглед на 0800 301 30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро. Твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Лебот како важен дел од секој оброк треба да се избира внимателно. Тонус не содржи брашно. Се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус. Лебот на иднината. Направете промена и дајте му свежина на вашиот живот. Во центарот на градот, студио Cut & Cut. Во утрешната емисија ќе дознаеме што кажа доктор Наташа за нашата кандидатка Виолита по извршените детални прегледи во Промедика. Ќе видиме и како помина разговорот на Зоран со бубен нутриционистот. Некој вежба, некој одмара, некој пак премногу се замара. Не е лесно до целта. Термините дадени во теретана задолжително треба да се почитуваат. Гледајте не. Ајде, гасете ги камерите, готово време. Чеј, каде? Па време е за јадење. Време е да ви кажеме довидување до утре. Се гледаме на Канал 5 во 16:30. Ајде, идеме да јадеме.